Квинтесенција со Ацо Станковски. Добар ден повторно, драги слушатели, тоа што исто така иде и во боја, нели, како еден вид синестезија, радио во боја, па одма помислив дека сте гледачи, но вие сте слушатели, а може да бидете и гледачи ако ги затворите очите, тогаш цел калейдоскоп од бои ќе се покаже пред вас. Денеска е повторно, гледајќи ги сите овие прекрасни патриоти како се собираат пред владата во организација да тргнат кон собранието, чинам, и да се воспостават како еден круцијален фактор во македонската политика. Еве тука повторно е мојот драг колега, познатиот македонски уметник Маријан Камиловски, кој е навистина редовен протестант тука и навистина чест ми е со него да проговорам малце за тоа што се случува со заедничка Македонија, со движењето и какви се нивните перцепции. Воопшто би сакал да го запрашам како он гледа на последните случувања на македонската политичка сцена, а потоа ќе прејдеме малци на светската сцена, затоа што Маријан Камиловски е универзален проследувач и аналитичар и на домашната и на светската политичка сцена. Добар ден, Маријан. Добар ден, Станковски. Како сте, добар ли сте? Добар, благодарам, убав ден денеска, идеален за нашата голема шетачка колона, протестантска колона, како не нарекуваат од опозицијата шетачко друштво. Меѓутоа мора да кажеме дека тоа шетачко друштво е сериозно голема бројчена цифра која не може да се занемари и нели тоа многу лесно може да пресне стампедо кое нема да биде благонаклонето кон тие кои го нарекуваат шетачко друштво, нели? Здраво од лозијата го чуваат. Да, значи древните македонци и оние не толку древните до ден денеска, пошто таа пословица постои. Меѓутоа, мене ми се допаѓа вака што ме викаш секој понеделник да го коментираме уживо собирањето на ова река луѓе овдека и ова добро расположение и да ги прокоментираме ете после недела дена новите собитија, новите настани, новите политички премрежја, нели? Вчера, нели, бевме сведоци после она имбецилно интервју на Гировски, у кое не знам како не нарече, послушајте идиоти, така некако беше парафрази. Да, место патриоти, послушајте идиоти. Се одразува себе си во секој настан. Па види по гротескна креатура на македонска политичка сцена не сум видел. Тој е како да излезен од бурлеските со Харолд Лојд. Не, тоа е нормална последица кога имаш его. Егото функционира у категорија јас сум цело време и кога се јавува категорија ти си, он јас сум го проектира таму. Па од неговата подсвест нели доаѓа огледалото на подсвесно, така да идиотот уствари е он самиот, само што се рефлектира, покушава нас да не го импутира. Меѓутоа она што е проблем, тој што покушава нас да ни импутира дека сме ние агресивната страна. Пази. Мислам, тоа не е нонсенс, тоа е тоа вика, вие македонците сте идиоти и овци и ја ќе ви го обликувам паметот како ќе ми текне. До таму ли? До таму е, затоа што буквално ти вика, знаеш, имам разбирање за луѓе што покушаваат да те убедат дека 2 и 2 се 4. Ама или 2 и 2 се 5. Значи, покушава да те излаже. Разбираш, не се 4, него се 5. Али некој кој покушава да ти каже дека 2 и 2 се 560, тоа е више оноа Виша свест. Виша свест, нели? Да не се просветил случајно, да не бил у некој ашрам. Изгледа дека бил таму, изгледа дека примил некој јин јанг у себе. Или можда некој слон случајно го бутнал и го... Кој знае што е работа, не знам, во секој случај до тој степен да го подценуваш народот, да ова река од луѓе кој упорно е 40 и кој ден е више 41 ден, да, вчера беше 40. Ако не ги сметаме викенди. Да, викендите, ако не ги сметаме, саботата беше 40 ден.
кој едвам преку сила може да најдете 2-3 опушока на местава кај што се движат. Веројатно педантна група луѓе кои не оставаат никакви отпадоци. Ова е таа граѓанска класа. Точно така. Граѓанска класа, а онаа средна класа македонска која што си е патриотски настроена, што си ја чува својата татковина, значи они не се онаа само прогласена авангарда која мисли дека може што сака на планетава да прави. Точно, иначе гледам луѓе кои се од сите возрасти, од двата пола и навистина импонира кога ќе видите од сите класи и возрасти луѓе како се дружат и како комуницираат на еден прекрасен човечки начин. Да. Знаеш, добро е у цела ситуација што има и некои луѓе кои знаеме дека биле проопозицијски ориентирани, а веќе ја менуваат страната. Пишманаджи. Да, у тој контекст интересно е што у вашава радиостаница гостуваше Љупчо Палевски, кој очигледно сврте грб на овие и откри една голема тајна, нели, дека ТВ24 е на вицето. Вајси. Па, тој ефект веднаш се почувствува, именно нивна екипа беше тука, сакаше да снима и луѓето ги замолија да им дадат по €1 за вицето, само да се откачат и да не снимаат, пошто ги избркава, буквално ги избркава. Доблесно, да. Токму такви просјаци се. Да. Они се онаа на муфте сакава да изгребат некои знаеш, у принцип си иде на тоа да се створи имидж. Они не доаѓаат у пикот на гужвата кога доаѓаат на пример 15 за 5, 4,5 кога уште има 10, 20, 100 луѓе преку сила, нели, кога почнува собирањето ствари. Точно. И после тоа прават опсена дезинформација на граѓаните да мислат дека, али мислам дека граѓаните се свесни, не може да се игнорира оваа цифра секој божи ден што да се собира, така да тоа е тоа. Не ми е јасно, ја бев гостин во една емисија на 24 пред неколку дена, пред можеби 4-5 дена, и водителот се испонаша како да не знае за све ова, мислам, за колку е ова крупнето, колку луѓе има, се правеше наивен, недоветен, па ја му препорачав да гледа некои медиуми кои се наспроти нив, така, кои се френдли патриотски медиуми. Ја морам да ти кажам дека они се брифирани така да се однесуваат и сите се однесуваат по матрица. Ева, например, у мојот дуел на ТВ Нова со Нора Шакири, он исто се правеше на шлакната. Се правеше дека поема нема што се дешава. Као некоја изгубена у свемир девојчица, некоја тука дошла. Гуска у магла. Гуска у магла, нешто така беше од прилика работа. И у еден момент ти кажав, па што сте дошли овдека, мислам, кога не ви е јасно што се случува, мислам. Они се свесни дека на она пасивниот дел од македонското граѓанство треба му се сервира привид. И сега они се обидуваат тој привид да го направат и тоа е голем проблем. Но не можат затоа што е толку евидентно, толку е габаритно, толку е едноставно распространето. Мислам, сите нормални медиуми информираат за ова и странски од соседните држави. Апсолутно. А овие наши домашни предавнички ТВ куќи не информираат и тоа е навистина како ноеви кои бодат глава во песок. Мислам, тоа е толку наивно и глупаво што дури станува она дегутантно, така, да ги жалиш понекогаш. Не знам што да кажам. Исто така загрижува што бараат помош од албанците врска со овие протести, као да ме контрапротести, нешто ти реков ми рече. Па цело време они бараат, уште од шаренета кога баја половина и повише беа луѓе од УЧК со знамења албански, со голема Албанија, карти, со херои, така. Да, шаренета... Муџахединско-балистички херои, така, кој ќе видиш. Муџахединско комунистичко УЧК коалиција. Да, комунистите беа најмал број, изгледа дека од СДСМ немаат многу сапорт, меѓутоа кои ќе тргнат на терен и кои ќе отидат
Нели да го прават Да, она ring and cash и така, мислам да подплаќаат, тогаш навистина може да се каже дека успехот не изостанува или барем да се доближат до некаде до успехот, иако успех не постигна. Па сега се обидуваат на најнедолични начини нешто да направат, што е навистина мизерно. Колоната тргна. И ти сега, Маријан, треба полека да идеш. Придружам полека, ќе причекаме да... Да, има уште замине, има уште. Колоната оди полека, иде. А јас се за крај само би те запрашал како ти изгледа најновата ситуација на светската геостратегиска сцена. Што знам во овој момент Difficult. Мислам дека за жал целата таа светска геополитичка сцена се одразува и на нашава микрополитичка ситуација овдека. Меѓутоа, нели, како викаат, мистичните учења се влијае на се. Точно така. Така да ние не смееме да попуштиме ни на каков начин. И кинома се извинувам. Да, нема проблем, тоа беше повикот. Не е добар потезот со бомбардирањето на сириските позиции, затоа што ете дојде до зувривање на целата ситуација. Може да и она false flag што вика дека тоа е можеби некој мал подарок на Путин до Трамп да се покаже како мачо за да може да ги смири, да ги амортизира. Па не знам, мислам може да шпекулираме сентименти во Америка. Може да шпекулираме многу на таа тема, меѓутоа вистината е дека овој Дугин што е за односи со јавност на Путин збесна буквално. Да. Тоа што го напиша беше Тоа и ужас. целата администрација. И уште една работа мене ме брине, тоа е што го тргнава Стив Бенјон. Стив Бенјон беше главниот... И Майкл Флин пред и Майкл Кошнер имаше проблеми и го притисна. Точно, значи ги тргна вистинските револуционерни идеолози. Во Америка се активираше така наречената Deep State. Deep State, длабоката држава. CIA. Значи CIA го спозна испод тоа какви нивоа има и што. Вонземјаните се под Можда рептилите кои ги што јадат човечко месо, роднините на господинот Заев. Можда и он е дел од таа рептилска алијанса. Можда тоа ќе го легализираат. Чим сака живи луѓе да јаде, значи има нешто тука. Може би има маорско потекло, кој знае. Нешто нова Гвинеја. Да. Значи, не можеме во овој момент да шпекулираме, нели сите ние пратиме развојна ситуација од час во час како ќе се развива и како и да е, живееме еден историски период кој е со некои мои пријатели дискутиравме, викам да не ти се верува, се дешава најголемиот шпионски трилер на планетава, а ние сме у центарот на тоа. Па да, на некој чуден начин токму тоа што се случува во Македонија се одразува на остатокот од светот, како да е ова некое трето око на целата ситуација, нели? Како Mirror Pool, нешто така. Некако огледало кое... Чудесно, да. Или некоја чудна есенција на целата приказка. Па да, по логиката сплет на нерви, некој централен компјутер, да речеме. Па, самиот овој езотеричен поим на квинтесенција, у принцип подразбира, нели, според мистични учења, дека тоа што го еманираш кон квинтесенцијата ти се враќа. Значи, ако еманираш позитивни вибрации, ти се враќа со позитивно, ако еманираш со негативно, ти се враќа со негативно. И се, ако е навистина некаква таква неуралгична точка ова место, онда ништо чудо оние што нас ни го мислат злото да им се као бумеранг врати, али не тоа по наша промисла, него по промисла на самиот универзум. Тоа е више нели тема на подлабоки шпекулации со кои може да меѓутоа па и самиот концепт на Катена Мунди, нели? Па тоа е, значи Македонија реално е геостратешки на централната позиција помеѓу истокот и западот. Значи ние така да и минатиот пат кога дискутиравме за неутрална Македонија, можеби од геостратегиски, но и од нели езотеричен аспект е многу битна категорија. Центарот мора да биде мирен.
секогаш. Дури у торнадото центарот е мирен, времето е супер у торнадото, нели, внатре у торнадото може да се сунче, што е, што да истераш одмо. Додека летаат крајови околу тебе полесно. Само да не те фати маргината. Да, тоа. Добро, од време на време мора да се поместиш за да останеш од центарот цело време. Така, мора да миц по миц, што ви рекол. Да, миц по миц. Владче Киборг. Добро, во секој случај, еве, пропатувавме малце низ домашната и меѓународната сцена. Во секој случај е прилично зовриена сцената и овде, нели, се готват некакви обиди за заобиколување на процедурата во собранието и создавање на некаква влада, прво избор на председател на собрание, кој by the way двострук, нели... Добре, јас само една работа се прашувам, дали се свесни доколку движењето за заедничка Македонија повика на фискална недисциплина, дека они нема да може да имаат функционална влада ни на каков начин. Добро, меѓутоа... Значи, не постои начин вие, ако луѓето одлучат да бойкотираат таа влада, они да ги натераат со сила на фискална дисциплина. Како не, само секој од овие протестанти да плюкне кон собрание, ќе го удави, така ќе ги удави. Значи, бројчено е цифрата толку голема да не може да се игнорира. Да, гледам некои кодоши се мотаат тука исто, нешто проваѓаат, изгледа во извидување се здале да видат како стојат работите. Има и тоа. Од комуњарец пратени кодоши. Ги видов неколку тука се промотаат. Некои се па менјаат страна. Не, овие што ги видов не менјаат страна. Премногу се високо во иерархијата и премногу се затапени за да сме. Тука се проценка да направат дали расте, дали опаѓа бројот, дали колку, дали сме вооружени и дали ни тече пења од устата. И најнормално си проваѓаат и никој не ги малтретира, иако се познати ликови од медиумите дека се онака злини, така? Па не, идејата на цело ова движење едноставно си се одбрани правото на мнозинството да биде застапувано од неговиот избор, од влада која е негов избор. Значи не може некој да ги изигрува граѓаните. Геровски манипулираше со цифра од 700.000 гласачи кои гласале за нив, значи заедно комуњарите и албанците. Мислам, кого прави будала, не ми е јасно. Гледаме колку се они склони на измама, на неморал, на превара, значи навистина тоа е нешто што од кое ми се згадило од нив, да ти кажам. Не онака како некоја идеологијата е ваква или онаква, десница, левица и двете страни имаат некои позитивни и негативни аспекти, но самото практицирање на власта од нивна страна во последниве 10, 15, 20, 30, 25 години, да речеме, нема да им го сметам тоа што е пред 91-а, навистина, тоа е константни разочарувања, константни предавства, ликови кои навистина не можеш да ги наречеш луѓе, кои се толку пропаднати во аморалот, во лаги, во измами, да едноставно ги гледам, што би рекле евреите, како гоими. Како полуживотни, полулуѓе, недостојни да бидат луѓе. Во езотеријата ги нарекуваат органски портали или spiritless humans, бездушни луѓе, што тоа нормално иде со тој агностицизам, односно материализам, материалистички светоглед, нели? Они се здружение на социопати, у суштина. А социопатот единствена смисла на собственото постоење ја наоѓа у владење со ближниот. Значи не може поднесе да не владае. Он ќе се самоубие. Значи тука имаат они екзистенцијален проблем и затоа се волку агресивни. Меѓутоа исто така и ние имаме екзистенцијален проблем со нив, затоа што светот мора да иде напред. Не сме ни овде нивните кефови на нивното селско его со, нели, зголемено пута N таму, да го трпиме. И тоа е. Во овој момент треба да идат реклами и јас би ти се заблагодарил најдлабоко, господине Маријан Камиловски. Сега можете да се придружите на екипата. На екипата. Ви посакувам многу среќа. Благодарам за поканата. Мирен ден, спокоен ден, убав ден, со радост
и ентузијазам да иде целата работа, До конечната победа. до конечната победа која ќе дојде, пошто се работи нели за едно созревање на овошката која самата ќе падне, зашто И да им објасниме, конечната победа ја подразбираме откажување безусловно од тиранската платформа и нови избори. Квинтесенција со Ацо Станковски.